Се враќа до вербата кај инвеститорите. Анкетата која ја истражува бизнес климата и инвестициските можности во Македонија покажува дека речиси половина од оние што веќе се присутни велат дека не погрешиле што инвестирале во земјава. Односно, ако треба повторно да носат одлука, таа би била идентична. Трендот е позитивен, а споредено со лани е повисок за дури 8%. Одговорот беше 48% дадоа афирмативен одговор. Минатата година таа бројка беше 40%. Не знаат 30% од компаниите, а 22% велат дека не би инвестирале. Така да имаме зголемување од минатата година, од 40 до 48%, тоа е веќе реално зголемување. Дали е доволно? Нема да го коментирам тоа. Добар дел од компаниите очекуваат годинава да имаат подобар бизнес. 42% сметаат на раст на приходите. Нешто помал е процентот на оние кои не се толкави оптимисти или конкретно 41%. Останатите сметаат дека ќе остане исто. Слични се бројките и кога станува збор за работните места. 36% очекуваат дека ќе има пораст, 45% намалување, а 19% дека ќе остане исто како лани. Позитивниот амбиент сепак не значи дека се надминати и старите проблеми и предизвици, како што се квалификувана работна сила, борба со корупција, намалување на бирократски процедури, особено за државната помош. Во 2024 година за дури 51% од компаниите проблемот бил во работната сила, што сметаа дека ќе биде и годинава. Предизвик ќе биде и намалената побарувачка поради кризата во автомобилската индустрија во Германија. Најголеми ризици поврзани со бизнисот оваа година, како што гледате, недостаток на работна сила и квалификации. Значи, работната сила се провлекува низ голем број од параметри во оваа анкета. Второ е намалувањето на порачките, она што се случува на европскиот пазар. Трето е зголемување на цената на репроматеријалите и на компонентите кои ги користиме, бидејќи знаеме, без разлика од цената на репроматеријалите. 45% од компаниите бараат дополнителни услуги за поддршка на бизнисот кои ги имаат во другите земји, како обезбеден јавен превоз за работниците до работа, детски градинки, противпожарни бригади, системи за логистика, банки во близина и слично. Советот на странски инвеститори порачува владата да размисли за нов сет на мерки слични на оние во ковид кризата, во насока на задржување на постоечката работна сила и почеста директна комуникација со компаниите. Анкетата е спроведена на над 40.000 луѓе во 50 компании кои имаат инвестирано над 4 милиарди евра во домашната економија.